Газната почна пред 10-11 години. Ние сме четворица браќа и многу блиски другари. Имаме во центарот една куќа и растени сме низ широк сокак. Сите сме работели во гостителство и имавме идеја да се отвориме нешто заедничко. Јас и Савич бевме во Скопје, бевме во некој си ракија бар и имавме идеја да го заживееме пазарот, старата чаршија. Старата чаршија во Битола слабо некако работи, а има многу дух и сакавме нешто такво да отвораме. Арно ама, кога баравме дуќани, ни кажаја на широк сокак за овој дуќан баш јагода, дека за во пензија се луѓето и дека можеме да го разработиме. А дуќанот е стар некој си, не знам, може поќе од 50 години. Бил сладкарница, самопослуга, повеќе работи и од секогаш си го носело то традиционалното име Јагода. И сега ние, битолчани, си сакаме да си ги почитуваме нашите зборови, да не се вика Infinity или не знам како, сакавме да си биде оригинално, да си остане името Јагода. Си го најдовме дуќано и почнавме да работиме и почнавме од нула да си работиме. Бренд се гради со дружење, љубов, музика најмногу, пред се. И знаете како ќе ги имате тие работи, дружењето, музиката, љубовта, хигиената, се, резултатот се парите. Ако ги бркаш парите, ништо нема да имаш. Што има Јагода денес? Денес Јагода има многу верни посетители пред се, освен што имаме и локали, значи имаме луѓе што веруваат во тоа што го работиме, не посетуваат, не поддржуваат, што е најважното и знаат дека работите што ги работиме, дека ќе бидат нешто добро што вреди да ги посетат. Друго, имаме ноќен клуб што е една од подобрите работи кај што можам да кажам за Битола. Пред се за електронска музика имаме прекрасна субкултура со луѓе што ја сакат таа музика, ја работат и за нив најпоќе вреди за тоа да го издржиме и да го работиме, мислам да го издржиме. Да го работиме тоа. Значи има прекрасни луѓе сцена, субкултура луѓе што ја работат таа музика и вреди да се работи со тие луѓе и за тие луѓе. Еден Еди Ричардс, татко на електронската музика, кога дојде тука во Битола и кога го виде клубот, баш не праша, демек, кој сте вие, како го најдовте ва место? Му кажуваме, ова е стара железничка во Склоп и колку години е стара? 100 години. И вика, ние во Америка да бараме ваква зграда 100 години стара, не постои. Значи има дух. Тука иделе луѓе. It's time to celebrate the rebirth of soul.